Евана нема да добие никаква субвенција од воведувањето на ефтината тарифа. Точно е дека тие ќе имаат намален приход, меѓутоа тоа ќе биде во следниот регулаторен период земено во предвид, но онака како што кажав, тоа е вистината, практично домаќинското работење во компаниите, односно намалување на трошоците во енергетските компании, ќе биде изворот на средства кои што ќе бидат наменети за воведување на ефтината тарифа. Такви заштеди се веќе направени, ние веќе ги гледаме каде ќе ги исцрпиме како извор за намалување на трошоците и истите ќе бидат пренасочени во домаќинствата, односно во новчаниците на граѓаните. Што се однесува до временскиот интервал на мерката, таа не е временски детерминирана, тарифата како тарифа практично и по целосна либерализација би можела да остане иста. Со тоа што само граѓаните ќе имаат можност директно да се договараат за цената и нормално сите субјекти на пазарот кога до тоа ќе дојде. Но тоа е друга тема. Спомнав 8 милиони евра заради тоа што проекцијата на потрошувачката на овие дополнителни 2 часа од понеделник до петок, вклучително и сабота што се јавуваат, е конзумација за поевтин дел на цената и на крајот пресметката ја прави 8 милиони евра. Рече потпредседателот на владата, тоа е возможено исклучиво од проектираните заштеди кои што ќе се случуваат пред се во државните компании, но би било честно да поздравиме дека тоа значи и Евана дава поддршка на оваа владина мерка, обидувајќи се и таа да ги заштеди делокругот на своите трошоци на работењето, кој што секако ја составува цената на чинење на електричната енергија. И тоа е вредно за поздравување, заради тоа што пред се тоа е компанија со 90% приватна собственост. Ки кажам само параметрите. Еве, ако цената на искупот на јагленот во минатото се движала 134 денари, 144 денари, 167 денари, утре има лицитација со почетна цена од 89 денари па надоле. Тоа е 100% заштеда. Тендерот е на 800 милиони денари, тоа се некои 13,5 милиони евра. Го кажувам како податок да знаете дека заштедата е возможна. Се работи за честно работење, посветено во интерес на граѓаните, за да бенефитот го имат граѓаните. Ефтината тарифа во пракса најмногу ја користат посиромашните граѓани. На побогатите не им е толку важно во кој дел на денот е трошат. Дополнително сум среќен што токму оваа мерка ќе допре до посиромашните категории на граѓани. Второто прашање беше? Не, апсолутно не. Поскапувањето на струјата може да следи само ако расте цената на берзата на струјата. Генерално со се. Тука нема вграден механизам, вкриен механизам, дека од друга страна ќе се поскапи, сите тоа ќе го платат. Не. Ова е исклучително мерка која што се заснова на заштедите пред се на ЕЛЕМ и МЕПСО, секако со тенденција и на вистина и Евана да си направи дополнителни напори во рационализација на своето штедење. Секако ова мерка, ако и по-конкретно би одговорил, нема да влијае никако на покачување на цената на струјата. Заради тоа што струјата, колку што знам и колку што сум информиран, беше потврдено повторно од потпредседателот на владата за економски прашања, е составена и од дел од берзанските цени на струјата. Ако тенденцијата на светско ниво е пораст на цената на струјата, веројатно ќе има импликации тука. Значи тоа што знаеме дека до година, до 1 јули, нема. Заради тоа што до тогаш е сигурно регулирана цената, но нема ни некои очекувања дека цената на струјата ќе расте. Обично цената на струјата расте кога има помала понуда на струја, а има поголема побарувачка на струја. Со обновливи извори на енергија, со присуство на поголеми продукции на енергија на секаде во регионот и во светот, така и ние. Нашите тенденции се да имаме нови инвестиции во нови извори на енергија, пред се на електрична енергија, која што ќе значи зајакнување на домашната продукција на електрична енергија. Сето тоа ни дава за право да очекуваме дека и после регулираниот период од 1 јули не очекуваме тенденции на покачување на цената на струјата. Значи, како што ви кажав, имавме повеќе состаноци со енергетската заедница, со седиште во Виена, чиј директор е господинот Копач. На последниот состанок бевме во состав, значи, јас лично, представник од регулаторна комисија и министерот за економија, господинот Крешник Бектеши. Значи, постигнавме согласност дека мерката која што ја воведуваме е и техничка и економска мерка и како таква не се коси со европската регулатива. Благодарам. Уште едно прашање за вас. Дали имате направено анализи, процентуално колку ќе се намалат сметките на граѓаните со воведувањето на ефтината дневна тарифа?
Кај секого различно, зависно кој колку ќе биде внимателен да троши ефтина тарифа. Ако бидете внимателни да главно своите потреби за електрична енергија ги користите или ги трошите во периодите кога е ефтина тарифата, тогаш практично целокупната разлика помеѓу високата тарифа и ефтината тарифа ќе биде ваша заштеда, а тоа може да биде и до 30-40% нели од вашата сметка за електрична енергија. Значи одговорот конкретен би бил во зависност од тоа колку вие ќе можете да воспоставите дисциплина во вашата потрошувачка и да внимавате да главните потрошувачи на електрична енергија во вашите домаќинства ги уклучувате во часовите кога има ефтина тарифа. Соопштивме, беше преку соопштенијата, преку изјавите на министерот за надворешни работи, министерот, подпредседателот на владата за европски прашања и слично. Само јас би можел да додадам добриот збор и искреното пријателство. Ги решаваат проблемите. Јас се оставам да си кажат токму Србија, господинот Джевалјевиќ и официјалните институции, тие да го кажат својот дел. Ние во тој период бевме опозиција и навистина не сме имали никаков начин како да се информираме, имало или немало дозвола од некој. Вие имате информација околу реформите во правосудството во делот на работното дело кое што работи на реформи во Министерството за правда и формирањето специализирано судско одделение во рамките на самото судско дело. Немам информации, навистина не сум побарал да бидам информиран, иако е работно тело при Министерството за правда, јас верувам дека пред се стручни луѓе ќе ги носат на своји плеки реформите. Политичарите треба да бидеме малку подалеку од тоа, освен да го држиме кормилото за навистина конечната цел да биде независно правосудство. Верувам дека се консултираат меѓународните организации, верувам дека екипата, односно сениорската група предводена од Прибе, има значајно влијание во овие процеси пред се преку пренесување на искуството, но на крајот институциите тие кои што ќе носат на одлуки. Ве повикувам вас новинарите будно да го следите процесот. Вие сте совестен ово општество и ако навистина гаста ја држите на внимателен начин, да не си дозволат политичарите ниту тронка мешање во постапките кои што ќе доведат кон независно правосудство, толку ќе бидат во зависност меѓу другото и од вашата инволвираност, во толку ќе бидат и поуспешни постапките и побрзо ќе дојдеме кон независно правосудство. Тоа не е моја работа, ниту на никој политичар во Македонија повеќе, верувам. Морате ли одговорност од српската влада, сејаста опозиција, за посудството на Джевалјев осигурани? Јас знам дека двете служби, тоа е УБК Македонија и БИА, ако не се лажам, се викаше на Србија, меѓусебно, согласно дипломатските протоколи, уште тогаш го завршија тоа кога тоа се случуваше, она како што е пропишано по сите Виенски конвенции или не знам како се нарекуваат по делот на прописите кои што регулираат меѓународна соработка помеѓу земјите, посебно помеѓу соседите.